Конечно обединети кон посветла иднина, конечно имаме една пливачка федерација и председателот Сашо Лазаровски ни е гостин ова утро. Ќе зборуваме за македонското пливање, за она што го очекува во следниот период. Јована? Добро утро. Добро утро. Благодарам на поканата. Да, првото прашање веројатно и очекувате дека нели конечно се обединивте, добро како успеавте? Последниве 7-8 месеци, посебено со министерот Борко Ристевски, многу положивме време и контакти меѓу нас и најдовме едно решение. Се собравме сите клубови и решивме да одржиме заедничко собрание. Претходно на тоа претходеше и заедничко државно првенство кое што се одржа во месец декември по покровителство на Министерството за спорт и еве на 2 сега април пред 2 дена имавме заедничко собрание каде што едногласно клубовите, членките на федерација одлучија да ме изберат за председател на Пливачката федерација на Македонија и се надевам дека во иднина овие работи ќе останат позади нас, дека заедно обединети ќе продолжиме да работиме и ќе ги решаваме многуте предизвици кои што стојат во нашата федерација. Имате голема поддршка од Министерството за спорт, имате голема поддршка од Сојузот на спортски федерации. Знаете дека не е трн, туку е шилец во здравата нога тоа што си го земавте како обврска и како аманет што ви е оставено, па кои се плановите, што прво треба да се среди во пливањето? Така е, свесен сум за тоа што ме очекува, огромен предизвик за мене, јас веќе 46 години сум, долго време сум во овие спортови, веќе трета генерација во моето семејство се занимаваме со водените спортови. Пливачката федерација многу долго веќе време е со блокирана сметка, што значи дека изминатиот период функционираше во многу тешки услови, покрај тие тешки услови имаше и големи поделби. Тие ги надминавме, моментално сме сите обединети, сите клубови застанаа позади ова, направивме компромис, ги направивме телата и стартуваме со работа. Наредниот период, првото што не очекува и кое што во договор со министерот за спорт, господинот Борко Ристовски, го договоривме е да тргнеме во разговори со доверителите и со една помош од страна на владата и Министерството за спорт да ја одблокираме за прво време сметката, а понатаму ќе продолжиме и со сите други реформи и потребни работи кои што треба да се ги завршиме ние како клубови, како членки на оваа федерација пливачка. Имаше една идеја да ги делиме спортовите, значи да направиме две федерации, но сега за сега ќе останеме сите обединети, ватерполото останува. Нели е подобро на едно место да биде? Па сега зависи како гледам. Јас бидејќи во моментот се занимавам со ватерпол, иначе мојата кариера ја започнав како пливач, но решивме да останеме заедно додека не ги решиме сите проблеми заеднички, а понатаму ќе решиме ќе покаже денот што и како ќе продолжиме понатаму. Стартуваме веднаш, значи моментално ги средуваме документите за упис во централниот регистар, а понатаму планираме да започнеме со одблокирање прво на сметката и другите работи кои што не очекуваат. Сакаме првично да ги одржиме летното државно првенство во сите наши спортови, да видиме маратонот добро да го организираме, се вклучиме и помогнеме, а понатаму да продолжиме со менување на статутот на нашата федерација, значи усогласување со меѓународните федерации, значи World Aquatics и Европската пливачка федерација, дигитализација, нов вебсайт. Сакаме да започнеме заедно со Министерството за спорт да се вклучиме и да помогнеме ако не со друго, барем со идеи, со сугестии при изградбата и користењето на новите базени кои што се градат во сите градови во нашата држава. Еве сега имаше гостини од Охрид, се надевам дека Охридскиот базен имаме ветување дека до крајот на наредна година ќе започне со работа, што значи дека се шириме. Уште еден центар ќе добиеме, квалитетен центар. Сега ова што го гледаме се инсерти и она што го видовме на инсертите беше Ѓуретановиќ и неговиот настап на Олимписките игри, па Јована во контекст е следното прашање. Да, велите дека многу добро знаете во што се впуштите и со што се зафативте, кога веќе знаете. Веројатно и плановите ги насочувате во тој контекст, па каква ќе биде перспективата на младите пливачи? Па најбитна е организацијата. Ние како федерација сме биле долго време блокирани и поделени.
Кога имаш таква ситуација во една каде иде организација, во едно семејство, работите не функционираат како што треба, но се надевам еве сега веќе сите сме заедно на куп. Имаме огромна поддршка што е многу битно од државата, од Министерството за спорт, бидејќи овие спортови се олимписки спортови и се многу атрактивни и популарни, не само во Македонија, туку и може и во целиот свет и во цела Европа. Многу дечиња, многу луѓе, масовни спортови и скоро и да нема фамилија, семејство кое што не, барем школата за пливање нема поминато. Секој дете поминало барем еднаш во школа. Втората фаза се овие спортски, луѓето кои што остануваат да се занимаваат дали со пливање, дали со маратон, со ватерполо, понатаму во иднина можеби и во другите спортски дисциплини кои што за сега не функционираме, значи синхронно пливање или уметничко пливање и скокови во вода. Немаме такви услови, атрактивни олимписки дисциплини, да. Но во иднина може и тоа да дојде време, нели, во Македонија да се организираат и да започнеме да го работиме. Инаку од организацијски аспект, прво условите, тие работи сите ќе ги договараме во наредниот период, да ги подобриме условите за тренирање и базата за спортистите, за оние што сакаат професионално да се занимаваат со овој спорт, а понатаму и за сите школи и базата правилно да ја искористиме и правилно да ги распределиме и термините и да можат сите да што сакаат да практикуваат и да напредуваат во овие спортови. Од досега искуствата, го споминавме и Ѓуретановиќ, од досега искуствата би можела само да прашам дали ќе ги земете сите аспекти во делот на организацијата, нутриционист, психолог, се она што е потребно, особено за оние кои што сакаат професионално да се занимаваат со спорт. Каква помош ќе има иднината наша пливачка во тој сегмент во Една од работите кои што сакаме да ги решаваме се и тие, значи една да започнеме како и во другите држави, нели, да ги имаме, да ги третираме луѓето од сите аспекти, значи ајде прво или базата, тренизите, понатаму обуката на нашите тренери и кадарот кој што работи, кој што занимава со децата и со напредувачите. Сакаме да организираме и такви семинари, обуки, лиценцирање на нашите тренери. Тоа ќе биде неопходно. Тоа е неопходно. Понатаму да вклучиме, веќе и разговарав со еден представник од Министерството за здравство да видиме да се да видиме од која област да ни помогнат и од таа страна, да се вклучат некои луѓе кои што се занимаваат, нели, кои што се од таа област, да ни помогнат со исхрана, со медикаменти користење, со чување на здравјето, бидејќи еден спортист кога професионално се занимава треба и да пази на своето здравје, да не претера. Треба да има голема поддршка пред се институционална. За крајот, бидејќи уште неколку секунди имаме, краток нека биде одговорот. Македонија произведува многу бисери оваа школка, еден од најголемите бисери Охридскиот маратон го споменавте. Тоа е еден символ на македонскиот спорт и на македонската традиција. Ке му го вратите ли сјајот? Сакаме да го вратиме сејот, бидејќи тоа е една работа со која што нашата држава треба да се гордее и треба да се покажеме пред целиот свет, пред целата Европа, дека и ние можеме да организираме еден огромен светски настан. Благодариме многу, Саша Лозаровски беше тоа, новиот претседател на Националната пливачка федерација. Многу успех, многу среќа и мирни води.